Денеска православната црква ги празнува светиот Јован Златоуст, светите маченици Антонин, Никифор, Герман и Манета и преподобниот маченик Дамаскин. Светиот Јован Златоуст, патријарх Цариградски, роден е во Антиохија во 354-та, од татко Секунд, војвода и мајка Антуса. Учејќи ја грчката филозофија, Јован се згрозил од грчкото незнабоштво и ја усвоил христијанската вера како единствена и сецела вистина. Јован бил крстен од Мелети, патријархот Антиохиски, а потоа и неговите родители примиле крштение. По смртта на родителите, Јован се замонашил и почнал строго да се подвизува. Тогаш ја напишал книгата за свештенството. И тогаш му се јавиле светите апостоли Јован и Петар, прорекувајќи му голема служба, голема благодат, но и големо страдање. Кога требало да биде ракоположен за свештеник, ангел Божи им се јавил во исто време и на патријархот Флавијан, подоц на Мелети, и на самиот Јован. А кога патријархот го ракополагал, се виделе два бели светли гулаби на главата на Јована. Прославен заради мудроста, подвигот и силата на зборот, Јован бил избран по желба на царот Аркадиј за патријарх Цариградски. 6 години управувал со црквата како патријарх со неспоредлива ревност и мудрост. Испратил многу мисионери кај незнабожичките келти и скити. Ја сотрел симонијата во црквата, симнувајќи многу епископи симонити. Ја расширил милосрдната дејност на црквата. Напишал посебен чин на светата литургија. Ги посрамил еретиците. Ја изобличил царицата Евдоксија со својот златен ум и јазик, го протолкувал светото писмо и оставил на црквата многу драгоцени книги од своите беседи. Народот го прославил, завидливците го намразиле. Царицата 2 пати го испраќала во прогонство. Во прогонство поминал 3 години и починал на Крстовден на 14 септември 407 година во местото Коман во Ерменија. Пред смртта повторно му се јавиле светите апостоли Јован и Петар, како и светиот маченик Василиск, во чија црква го примил последното причестување. Слава на Бога за се, биле неговите последни зборови и со тие зборови душата на златниот патријарх била пренесена во рајот. Од моштите на светиот Јован Златоуст, неговата глава му почива во Успенскиот храм во Москва, а телото му е во Ватикан во Рим. Светите маченици Антонин, Никифор, Герман и Манета. Првите тројца кога ги виделе незнабожците, како на некој свој празник се поклонуваат на идолите, со викање и со игра, излегле бестрашно пред групата и почнале да проповедаат за единиот Бог во тројца. Началникот на Кесарија Палестинска, каде што тоа и се случило, Фармилијан, толку се налутил за постапката на тројцата христијани, што веднаш наредил да им ги отсечат главите. Манета била девица христијанка. Таа ги следела мачениците кога ги воделе на погубување. И неа ја фатиле и по лутите мачења била на оган изгорена. Сите пострадале во 308 година и се преселиле во вечната радост на вечниот Бог. Преподобниот маченик Дамаскин, роден е во Галата во Цариград и прво се викал Дајаманди.
Како млад живеел неморално, па дури и се потурчил. Тогаш кај него настанало горко каење и отишол во Светагора, каде што како монах строго се подвизувал 12 години во лаврата на светиот Атанасий. Бидејќи сакал мачеништво заради очистување од гревовите, тој отишол во Цариград и почнал да оди по џамиите, да се крсти и да им вика на турците дека нивната вера е лажна и дека Исус Христос е Бог и Господ. Бил заклан пред портата на Фанар на 13 ноември 1681. Неговите мошти почиваат на Халки во манастирот Света Тројца. Tu